Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 462-то издание на емисијата Дансе Макабре, односно кое што е составен дел од серијалот на изданија на емисијата, именувани како Раритет, кој го добива своето шесто одбројување, односно шеста своја итерација, во која што ви говорам за домашните албуми, односно албумите кои што се создадени во рамките на домашната музичка сцена. Именно правам рецензии на содржината која што ја поседуваат, односно ви говорам за најразличните аспекти на создавањето со оглед на тоа што се уште музичката индустрија кај нас е занемарена гранка која е жртва на короната, затоа што и понатаму не може, нели, авторите на домашната музика не се всушност во можност да настапуваат во баровите ширум државата. Во МКЦ имаше неколку успешни стриминг концерти изминатите месеци кои ја вратија надежта дека ќе гледаме бенд во живо без постоечкиот страв од неодговорноста од една страна на посетителите на концертот, меѓутоа стриминг на концерт секако дека не е иста замена за присуство на перформансот во живо, како што нели проекција во кино или пак играње на театарска представа во живо е сосема поразлично искуство доколку нели се гледа на мал екран и доколку се искуси на храмовите на културата. Потребен е пред се сплотувачки дух кој ќе се споделува непосредно со посетителите на концертот или фестивалот, кај што ќе може нели да се размена впечатоците по нечии настап, така што Палиндром има концерт пред лимитирана публика, најавен е и нели настапот на Јордан Косто квартет во четврток, така што бендовите наоѓаат начин како да ја доближат својата музика до публиката во иако ковид пандемијата скоро сите музичари ја искористија за создавање на нов авторски материјал и нема никаков застој во процесот на снимање и издавањето на истиот, секако дигитално. Се разбира, проблемот се случува во неовозможениот механизам за споделување на создадената музика во живо со нејзините љубители и тука настанува тој застој. Затоа многу нови албуми останаа неотсвирени, барем не како што треба, како што замислиле самите музичари, слободарски, онака, без рестрикции, и можеби уште долго време ќе ги имаме тие ограничувања, така што ќе живееме долго во оваа нова реалност, па подобро е да се научиме да се справиме со овие лимитации на некаков начин. Како што ни беше наметнато на радиоводителите на ова радиостаница, да не покануваме гости во просториите на Канал 103, така јас продолжувам со рецензирање на новите албумски остварувања како неадекватна замена за доближување на снимениот материјал до потенцијалниот слушател, но сметам дека и овој мој критички овид е еден позитивен потват за акцентирање на квалитетите пред се кои што ги поседуваат делата кои се создаваат на домашно тло. Сега, за да го задржам професионалниот интегритет на емисијата, многу добро знаете дека не сум согласен да правам 15-минутни интервјуа на Zoom и Skype, затоа што сметам дека тоа време не е доволно за да се допре до растегнувањето на креативните нишки кои ги го мотивирале пред се авторот за создавање на творбите. Имперсонално ми делува тоа површно интервјуирање, сега зборувам во моје име, и во споредба на тие 50 на 2, 3 и 4 часовни интервјуа кои што ги имам правено и кои што имавте можност да ги слушнете од мене во Дансе Макабре изминатите неколку години, сведочат за процесот и методот на кој што јас разговарам со моите гости, така што во период на пандемија епизодите насловени како Раритет ќе бидат единствениот изблик на доловување на домашната музичка сцена во Дансе Макабре, барем сега за сега, со тоа што целта нели ќе биде да се посочат сосема поразлични музички стилови кои никнуваат до домашната музичка почва, нели со цел да се промовира пред се диверзитетот на звукот што се негува кај нас, со надеж дека можеби ќе слушнете некој бенд кој што ќе ви го прошири нели диапазонот на вашето музичко искуство или пак ќе фрли можеби некое ново светло на постоечките творби кои што сте ги преслушали. А на почетокот на емисијата ги слушнавме композициите Nails и Gauze, односно тоа се две композиции кои што се наоѓаат на новото албумско остварување на Христо Рожевски, именувано како Hubris, а во продолжение ќе ја слушнеме Икарус,
мојата најомилена композиција од овој албум, и доколку имаме време ќе ја слушнеме и Pride, со тоа што издвојувам по 15 на минути за музичарите за кои што ќе ви говорам во рамките на ова издание, така што барем да имаме горе-долу некаква сифер за стапеност на истите, така што ќе слушаме музика и од Кристо Роџерски, како што напоменав, од неговиот нов албум Hubris, потоа слушаме од композиции од новиот албум на Diamond Shaped Heart, и потоа следуваат 500 и Loop Master N, и на крај завршуваме со Глигор Кондовски и неговиот долгосвиречки албум. Така што ова се авторите кои што ќе бидат застапени во рамките на 462-то издание на Дансе Макабре, која е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Туку уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да се доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имам закажано полноќен танц со смртта по 462 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 462 издание, именувано како Раритет број 6, односно издание наменето за новите домашни албумски остварувања. А во овој сегмент на емисијата, по преслушаните композиции на Кристо Роџерски, сакам да ви говорам за неговиот нов албум, именуван како Hubris, кој е издаден 2020 година. Пред 6 години овој психијатар, кој претходно се има преселен од Македонија во Њујорк, кај што живее и работи, реши да ни го сподели неговиот музички светоглед со својот албум Батанија, препознатлив со бабичката со слушалки на главата на самата обивка, исто колку и со world музиката која што ја содржи. Но во неговите наредни изданија започнува позначително да ги интегрира и рок-н-рол и джез елементите во овој музички амалгам, секогаш наоѓајќи место за вметнување на некој пасаж од домашните фолк композиции во реконтекстуализирана форма. Се разбира, што е и случај со неговото ново дело Hubris. Кристо претходно ги има издадено The Rabbit and the Fallen Sycamore од 2018 година, Bitter Almonds од 2017, се извинувам, и веќе споменатото издание Батанија од 2015. Покрај Кристо на овој албум свират басистот Бил Ласвел, кој што исто така е и продуцент на делото, гитаристката Мери Халворсон, која што ја знаете од Code Girl бендот, Томас Фудживара е на тапани, односно од Tam's Crew бендот, се извинувам, Икуе Мори ја работи електрониката, односно тој работи и на Phantom Orchard, и со Мери и Томас претходно Кристо има соработувано уште од своето прво албумско остварување и соработува со нив до ден денес, така што има веќе истакнати музичари со кои што си имаат шорхенд, односно имаат заемно разбирање во создавањето на интерпретирањето на овој звучен амалгам. Джеймс Далатакома е инженерот на звукот, а мастерингот е на Майкл Фосенкемпер. Иванко Талески работи фотографијата на обвивката, а MOD Reloaded е издавачот на изданието. Жанровски, иако е стилски дивергентно пред се издание, амалгамирање кое го краси пред се музичкиот израз на Кристо, ако мора веќе да се оквалификува во некоја од фиоките, тогаш секако дека инди-рок формулацијата би била најнеутрална и можеби најблиска до неговиот манеризам, но условно може да се свати оваа квалификација затоа што тој си поигрува, како што веќе ви напоменав, и со рок-н-рол елементи, пост-рок ревайвал, джез, етно елементи, така што во секоја композиција ги има комбинаториките во контекст на овие музички подвидови, меѓутоа тоа и го образува неговиот уникатен стил, а обивката која што ви ја напоменав, можеме да ја на неја да забележиме неколку човечки черепи на кои што во едниот се забележува и цвет, така што се слави животот и смртта во ова
во овој кавер, што на комплетно ирелевантен начин за албумот ме подсетува на мексиканската Дио де ла Муерта, што нема уште наш потенцирам никаква врска ниту на тематско ниво, ниту на музичко рамниште, меѓутоа мене ме завлече моето животно искуство да помислам за славењето на смртта преку овој ритуален животински танц кој што се одвива. Меѓутоа, сепак хюбрис е еден прекрасен термин кој се употребува во најразличните уметнички облици, од хеленистичка култура до ден денес, во кој човекот е подсетен на неговата маленкост, символизирајќи го неговиот пад, односно со други зборови би потенцирал дека е лекција по скромност, која ќе ја сослушате ако се фалите со нешто за што не се разбирате и кога ќе треба да го докажете знаењето на дело, катастрофално ќе ја оплескате работата, ако може вака симплифицирано да го елаборирам овој термин за да биде разбирлив во денешен контекст, иако со себе содржи емоционални квалитети кои што се многу покомплицирани. Ајде за ова Twitter генерација која што се остави, ако мора да се опати во 160 карактери, ова е најдобар можен начин за да биде близок до неговото значење, иако е во најразличен облик е разработен овој концепт во контекст на композициите кои што и содржи албумот, а нежниот глас на Кристо е препознатлив за самото дело, кој делува и елегичност и ја наоѓа својата намена и во агресивните и во милозвучните композиции кои што ги содржи албумот, кој што започнува со Nails, која што започнува со дисхармонично напластување на звук од инструментите со помош на електрониката и гитарата пред да експлодира рифот збогатен со френетично свирење на гитара пред да се разложи композицијата на самиот крај, како што можете да слушнете. Потенцирано е во лириката за постоењето на заплетканите корења, за кал под ноктите, за личност до која што тешко се доаѓа во калливите гробишта, опевајќи ја починатата невеста, кој што дури е вметнат еден сегмент на грчки, колку што можев јас да забележам. Втората композиција е Wasting Your Time, која што започнува со умерено темпо, со разложени акорди, подсетува на 90-тите рок-н-рол, конкретно сцената која што беше доминантна во таа ера и кај нас и во светот се разбира, по еден чуден амалгам, кај што електрониката и ефектите кои што се забележливи на гитара се позадински, кои ги збогатуваат акордите, проследени со перкашн, една лежерна композиција која што се провлекува на овој албум, потенцира за вторнична бура, за трошење на време со одредена личност, со нежност на вокалот која што подсетува на брит-поп сенсибилитетот на 90-тите, една натажена љубовна композиција која има инструментален епилог во кој се пролонгира рифот од музичарите. Стефи е третата композиција, започнува тивко, милозвучно, кај што електрониката дава очудувачки квалитети на клин гитарата, баладична, која се разложува на самиот епилог. Му снемува зборови и акорди на авторот, како и аргументи и изговори за Стефи. Има интригантни ситуации кои што се опишани за Chinatown, реорганизирање на облеката во домот, едно милозвучно разлевање на емоциите на една кавга, која што води до изморување во процесот на карањето. Четвртата композиција е Ghost, едно навраќање на постпанк ревайвал сцената, интерполски риф и вокал која кога добива ритам прифаќа психоделични агенси, надополнети со едно одлично гитарско соло, напуштање на вообичаеното за да се вкусат дивите јаготки, се напоменува во самата лирика, со опис на кочија со ковчег, една преценна секојдневна средба со себе си и петтата композиција е Икарус, односно Икар, најомилената моја композиција на албумот, пријатно изненадување, која започнува налика Perfect Circle, со самиот вокал на Кристо, кој што наликува на тоа што го прави Мајнард, проследен подоцна и со гитарата и електрониката. Изненадувањето доаѓа кога ќе се разлее гитарското соло со самиот скрим, односно вресок кој соодветствува на напнатите постпанк хардкор бендови или воопшто блек метал бендовите, што пријатно ме изненади за давањето на оваа нова текстура на неговиот израз, пред повторно да се смири композицијата на почетниот мелос, проследен со пеење на стиховите на Айрдан Есториш Майк,
Майко, клетва која преминува со френетично крешендо на гитарските ефекти. Кристо го прашува Икар дали се плаши, со намера да се соочи со престојната средба со сонцето, која завршува нели со клетвена домашна композиција, еден прекрасен постмодерен мурал на звук создава во ова дело. Locked In е шестата композиција, спорадична песна, каде што имаме клинна гитара во комбинација со електроника, со употреба на слайд, да асоцира на летната жега, пред оваа идила да биде проследена со од додавање на ритам и повторно стишување. Тоа значи дека се возобличува композицијата низ неколку музички клисури, додека дојде до гитарското акустично блуграс, да речеме соло, и се врати на сонливоста од почетокот. Потенцирани се 16-летни денови во кои што е заробен еден пейзаж опишан на продорна снопна сончева светлина, кога Кристо нели го создава изгледа заумно, која содржи лирски компоненти проследени со приготвен джигер по вкус, како што потенцира самата лирика. Blow Up е седмата композиција, започнува со рифови на акустична гитара, која провејува низ цела творба, давајќи игрив подтон со потенцирање на електрониката под сите овие музички бранови, додека на средината не се променат акордите, за на крај да добиеме еден фолкиш блуграс одјава со симулација на звуци од природата. Во лириката сака да допре до влажната кожа отколку до пластика, во домен на гумена уста и чудни звуци, односно опис на една невообичаена љубовна врска помеѓу еден жив и еден не баш толку жив објект. Во промената на акордите не му е баш грижа од каде доаѓа овој симулакрум во креветот на љубовникот и е доста близок до филмот Larsen the Real Girl, доколку сте го погледнале, така што е една прекрасен опис на една невообичаена љубовна приказна. Прајде осмата композиција, која што содржи разложени акорди на клин, која експлодира во алтернативен рок манир по описот на девојката. Композиција која што се разложува за да се даде опис на гордоста, повторно зема замав кон крајот со приказите во ќелијата, за да се заврши со вокал и гитара. Прочитам полициски извештај за пронајдена мртва девојка на која нема гребнатинки на гордоста како што е потенцирано, но не е импресиониран од извештајот нашиот наратор кога ќе размисли во неговата ќелија. Подобро, но ја чува незината фотографија како спомен, еден интригантен начин на кој што уште еднаш се опишува гордоста и како и во сите композиции тука љубовта е компонента може, но на секоја на различен начин води кон човечкото задоволство или па пропаст во дадената ситуација. Baileys Bicycle е деветата композиција, еден психоделичен почеток и содржи со апстрактно поигрување кое е напластено од самиот звук, водено од перкашен и игриво со френетична гитара. Free jazz форма содржи пред да се разложи во домашните етно сегменти и врати повторно на неподмачканото синкопирање кое што го содржи, наоѓа начин и во оваа какофонична композиција да вметне стихови, например, од Сулейман Седит на кулата. И последната композиција Offsuit е десетата на овој албум, започнува со умерено темпо и со рифови и соло на гитара, надополнето со уште едно халуцинаторно соло и враќање на континуиран ритам и несопирливо соло кое што се провлекува низ целата композиција, е составен дел од почетокот до самиот крај, пред да се раздвоe фреквенциите на самиот финиш. Потенцијал од 10.000 херци е посочен во самата лирика, алчност кој исклучува. Значи, страв, опис кој што го дава на партија покер, пред да се качи во автобусот за Чикаго и започне на ново патешествие ликот на патот бркајќи губитоци, надвиснат од зловната месечина, едно физичко збогување со самиот слушател и започнување на ново патешествие во животот. Албумот трае 46 минути, една класична LP издание по
неговото преслушување сте бомбардирани со најразличните маниризми кои што постмодерно ги деконструира Кристо и неговата екипа, така што сте заситени од звучниот диверзитет, со оглед на тоа што секоја од композициите е свој универзум кој што бара повторно и повторно преслушување. Секако дека ќе треба, нели, тоа да го направите уште еднаш, за да ги излупите слоевите кои што ги зацкрива со помош на стилските фигури на лирско рамниште. Мене ми се допаѓа оваа прогресија во стилскиот израз која Кристо ја негува со овој албум, така што неговата смела комбинаторика на влијание му дава пред се свежина на авторскиот печат, иако јас би сакал да слушнам повеќе изблици од типот на композицијата Икарус, па да не се нели да се надеваме дека некогаш и Кристо ќе се дисторзира, зашто да не, и ќе ги извади своите демони на површина на музички план, како што можевме, нели, тоа да го забележиме и во оваа прекрасна композиција. Сепак, музичкиот хибрид кој го негува ќе ве одржи во неизвестност, затоа што во него има постојан дотур на бритпоп и воопшто алтернативна музика од 90-тите, реконтекстуализирано етно, неочекувани джез интервенции, по абстрактни композиции и секако мноштво на алтернативни музички правци кои што пред се го красат неговиот богат музички израз. Убаво е да се слушне едно ново везење на звучната јамболија на Кристо, која на символичен начин ја опева пред се со помош на овозможените и на неговите овоземски доживувања и на нивниот симулакрум на кој што се препушта во дадени ситуации. Може тука да направиме кратка музичка пауза и како најава да слушнеме 3 композиции кои што се составен дел од албумот Intermission на бендот Diamond Shaped Heart. Од него ќе слушнеме во едната композиција Мантра, потоа ја слушаме Intermission и завршуваме со истоимената композиција Diamond Shaped Heart од овој бенд и потоа ви говорам за нивното деви остварување. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 462-то издание на емисијата Дансе Макауре, во кое што ви говорам за 4 исклучителни албумски остварувања од домашната музичка сцена, а во овој сегмент ќе ви ги потенцирам квалитетите на албумот Intermission на Diamond Shaped Heart, кој што можете да ја слушнете во претходниот музички блок. Именно домашната джез сцена секојаш изобилувала со квалитетни изданија, па затоа имаме толку долга музичка традиција, меѓутоа секоја година ова музичка ризница се збогатува со по неколку нови исклучителни дела, како што е ова интермисија на ДШХ, ако своевидната джез супер група составена од искусни музичари, надоврзувајќи се на традицијата која што имаат оставено ден за ден и излез. Бендот е составен од Иван Петровски на гитара, кој што свири во Лилит, Триджект, Полина Музеик, Project Orpheus и Брама Трио. Дејан Митровиќ е на контрабас, кој што свири во Сарамес и Доктор Франкенштейн. Кирил Кузманов свири на алт сакс, кој е составен член од Панда 5, Брама Мити и Калата. Филип Димишковски е на пијано, кој што го знаеме од Брама 3, од Lilith од Next to Silence. Виктор Филиповски е на тапани, кој што свири во Сашо Поповски бендот, во Панда 5, во Барбарела и секако на албумот пее и Полина Тасева, Калот, која што покрај низината соло кариера под Полина се соработува и со Стефан Манасиевиќ и Јовче Пандев. Секако Бојан Филиповски глуми, го работи аудио миксот и мастерингот на албумот, а Наско Џорлев го дизајнира овој геометриски омот на диамантното срце во кој преовладуваат ладните бои, кои се во облик на форма на триаголници кои се надополнуваат еден на друг, што всушност некаде и представува поривите на различните музичари кои што се вклучени во овој состав, образувајќи го мозаикот на нивниот звук. Музички сведоци сме на развивање на една соработка на искусни джез музичари во овој фьюжн бенд со прописни
влијание на сол, на фанк, на рок-н-рол, легура со джез, кои ја продлабочуваат својата соработка, оставајќи си простор еден за друг да може не само да го наметнат владењето на свирењето на инструментот, туку и да придонесат за мелодиското збогатување на секоја композиција. Албумот го започнува мантра, која што го отвора со риф на гитара, надополнет од надоаѓачката ритм секција, кај што се наметнува пијаното со своето прво соло, за да ја забележиме и соработката со гитарата во образување на игривиот лајт мотив, на кој гитарата постојано се навраќа на почетниот риф пред да го отпочне солото, образувајќи се си речиси игрив босанова ритам во овој стадиум, кој ќе води до своевидна експлозија на звук при самата соработка, пред да се вратиме на лајт мотивот на крајот, каде што се образува препознатливата мантра со својата репетитивност. Thought-Proof Glass е втората композиција, започнува на пијано, надополнета од гитарската мелодија, образувајќи звучна унисоност помеѓу двете, која се видоизменува кога ќе дојде ритам секцијата на преден план и го заврза течението, преминувајќи во рок-н-рол водите, за да се разложи со акордите на гитарата и даде сосема нова спорадична ритмика, еден сонлив квалитет на композицијата, подсетувајќи не на салонските композиции на Лепи Сол и смут джез бендовите, кај што непречено може гитарата на Иван да ги сподели незините беседи со помош на нотите, надополнето од стишувањето на пијаното за да може да даде контрапункт за отпочнувањето на лајт мотивот, надополнет со соло на клавиатура и акцентирање на чинелите на тапаните со кои што се најавува самиот епилог, давајќи му ново значење на самиот лајт мотив од почетокот. Diamond Shaped Heart е третата композиција на албумот, започнува на гитара, проследена со пробудување на тапаните и останатите инструменти кои што многу нежно влегуваат во композицијата, со фина транзиција, со милозвучен умерен ритам, додека постепено не се разработи градацијата и започне ново течение кое ја следи милозвучната гитара и пијано. Слушаме првото пролонгирано гитарско соло, додека се образува ритам секцијата, потоа пијаното одвива едно свое солистичко разлевање врз истиот ритам, како контрапункт на гитарата, разбранувајќи ја композицијата со својот продор, пред гитарата да додаде нова фраза со која ќе се води овој диалог помеѓу нив, образувајќи флуидно течение на овој звучен дискурс, кој ја пламнува композицијата, враќајќи ја на самиот лајт мотив во видоизменета форма овој пат, пропратена со нагласени фамозни ритмички акценти во самиот финиш. Intermission е четвртата композиција, во права смисла на зборот, го засекува албумот на половина со овој смут пресек со спорадично разлевање на гитарата врз бренувањето на самиот перкашен, пред да го слушнеме и гласот на Полина како провејува и се засилува, давајќи нов сентимент пред се на композицијата, како навев на еден далечен спомен, на смут джез одишка, надополнета со соло на елегично пијано, пред повторно да го слушнеме напевот, кој добива рефренски квалитативи на композицијата, многу повеќе од едно интермецо кое што би очекувале да добиеме од еден албум, една сосема нова димензија на бендот. In Between е петата композиција, која што започнува игриво на самата клавиатура, тука за прв пат го слушаме алт саксофонот во полн ек, што ја отпочнува разиграноста и на ритам секцијата, која е предводена од носечката мелодија на пијано и сакс, пред да стивне ритамот, за да може гитарата да започне со незиното солирачко патешествие низ композицијата, пламнувајќи ја и ритам секцијата во една фјужен секвенца, пред саксофонот да заплени со неговото раскошно соло, пред да се вратиме на лајт мотивот, но и да завршиме со помош на самата гитара на Иван. Симбиозис е шестата композиција, која што започнува на пијано, надополнето со гитарата на Иван, за да се долови нивната меѓусебна предсесоработка, образувајќи ја мелодичната поставка на композицијата, предуслов за образување на тој звучен амалгам, надополнета од ритам секцијата, која што се прикрадува на образената соработка, за да се создаде една конструкција на творбата која што нема толку лесно да се раскрши, пред да започне гитарата со своето спорадично соло при нагласениот бас, кое
добива на тежина како се напластува и е надополнето од пијаното, кое одлично се надоврзува со солирање, композиција која сведочи за флуидноста на јасниот израз на бендот, осамнува и се нагласува пред ритам секцијата со самиот перкашен кој доаѓа во преден план пред да се вратиме на лајтмотивот во енергична форма како е отсвирен. Седмата композиција која што го затвора албумот е Farewell. Оваа композиција започнува со спорадичен тапан кој траорно го конструира ритмот на кој се надополнува пијаното и гитарата, тивко се надоврзуваат, не баре стравуваат од него, додека постепено не дојдат до собствениот глас и се израмнат со ритмот, развивајќи ја мелодијата, за да ја слушнеме гитарата како излева едно соло со помош на ефекти за над неа да се надвисне пијаното и ја надогради композицијата со неговите пасажи, пред да оформи симбиоза со едно милозвучно соло на гитарата и разложи композицијата кај што последните ноти му припаѓаат на пијаното. Албумот трае речиси 39 минути, сосема доволно за да добиете потреба за наредно преслушување и уживање и што е можно побрзо да се отсвири во целост, барем неколку пати во живо е моја препорака, заради тоа што остава многу простор за импровизација во живо и за докажување пред се на овие одлични способности на владење на инструментите кои што имаат музичарите, секогаш кога ќе забележам процес на проширување на границите на музичкиот жанр со нивно нагазување и пред се отворање на нови можности за амалгамирање, јас ќе го поддржам во емисијата, иако бендот е поставен да има прединство на гитарите и солото на пијано, но јас би сакал и да слушнам повеќе разлевање на саксофонот, како во композицијата In Between и поголема соработка со останатите инструменти, со дополнително истакнување на ритам секцијата, не само во финишите на композициите, некогаш можеби на средина, некогаш можеби на почеток. Па и тестирање на вокалниот досек на Полина, кој што и тоа како може да ја видоизмени со низиното присуство самата конструкција на песната, така што ова се експерименти кои што може да се интензивираат во сите домени и да ја продлабочат само квалитативната основа која што и тоа како ја поседува овој бенд. Нели би било супер кога би се интензивирала соработката на клавиатурата и гитарата, нели да започнат диалог на кратки интервали наместо на пасажи како што тоа многу добро беше посочено на самиот албум, така што не сомневам дека бендот умее да долови и смут сензибилитет, што е сосема легитимно постигнато на Intermission, но јас сум поборник и на соработката во која што крвта ќе врие во вените на музичарите и ќе впрегнат интригантен нанис на ритмички, мелодиски и хармониски делници, што и тоа е и тоа како забележлива и силна страна на овој бенд. Тоа што сакам да го слушнам овој бенд со повеќе албуми, факт, во кои ќе експериментираат со нивниот звук, ги слушаме како звучат како кохезивна единица. Сега сметам дека треба да се поместуваат малку границите на собственото и на земното музицирање, им посакувам многу изданија со тоа што не би сакал да ги слушам како се повторуваат, туку како што одат во нови правци и го шират диапазонот на тоа што представува пред се ова диамантно срце и со оглед на тоа што Иване композиторот и аранжер би ме интересирало да слушнам како би се модифицирал звукот на Diamond Shaped Heart, кога би се дисторзирал, например, или па неговата брзина и вештина на свирење би ја збогатил со различни бои на гитарскиот звук, чисто од љубопитство, нели, да излезат еден чекор надвор од тоа салонско джез музицирање. Меѓутоа, дефинитивно има простор за ширење и развивање на стилскиот израз за овие искусни музичари. Ова само издадено остварување е доказ дека кај нас живеат и творат опасни джез творци кои треба почесто да се стават во фокус на музичкиот избор на медиумите, се разбира, нели, доколку сакаат да имаат квалитетна музика на нив, што е задолжение за слушателите на Канал 103 и затоа имавте можност да слушнете 3 композиции кои што се наоѓаат на ова прекрасно музичко издание кое што е насловено како Intermission.
А во продолжение ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на EP изданието на Избрусени камења, на кое што потписници се 500 и Loopmaster N, и потоа се враќаме во етер за да ви говорам за што точно може да забележите на овие неизбрусени камења, со тоа што ќе слушнеме Смарагд, Опал, Берил, Аметист, ако имаме време и Жад и Топаз, со оглед на тоа што ова се краткотрајни композиции, речиси во целост ќе може да го преслушнеме ова одлично EP издание. Така што остануваме во рамките на диамантите. Овој пат се посочуваме на различни подвидови на истите. Така што и слушаме 500 Loopmaster N. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 462-то издание на емисијата Дансе Макабре, посветено на домашните албумски остварувања, а во овој сегмент по преслушувањето на композициите кои што се наоѓаат на EP изданието на Избрусени камења, издадено минатата година, ќе ви говорам за 500 Loopmaster N, односно домашната хип-хоп сцена беше збогатено со уште едно издание во минатата година, едно кратко EP кое на најдобар можен начин ги рефлектира MC способностите на 500, подпомогнато од битот на Loopmaster N. Станува збор за концептуален албум, што само по себе е реткост во домашната сцена, уште повеќе во хип-хоп сцената, на штом во претходниот блок ви говорев за Diamond Shaped Heart и остануваме на тематиката на скапоцени камења, кај што ги означуваат пред се насловите на секоја од композициите на изданието, кои се разликуваат меѓусебно и на тематско и на стилско рамниште. Интригантен е аспектот на албумот кој не е строго врзан до одреден стил на хип-хоп, затоа што иако започнува од мрачните домени на бум-бап и генгстара, потоа преминува и со помош на трап бит и менува флоу, така што можеме да забележиме дека 500 има соодветен напев во најразличен бит. Тој е составен дел од Time Crimes колективот, кој што го брои Loopmaster N, Modern Priest, 616 RK, Andron и DJ MC. Во најава е и албумот на Time Crimes, односно Крајот на светот. Станува збор пред се за јунговски хип-хоп проект, што значи дека има опит да ги извлече на површина мрачните домени на човечката душа, кои што сите ги носиме во себе. Time Crimes, како што ви напоменав, е називот на лейбелот кој што е објавено ова EP издание, а 500 соработуваше и со DJ Гоце на композицијата Икарус, која што беше создадена за потребите на Центар Јадро, конкурсот кој што го објавија за хип-хоп композиција, а EP изданието Неизбрусени камења има на самата обивка едно прелевање на студените, на ладните бои, кои што се воочливи, барем мене ме асоцираа на Медал, на Pink Floyd, која ќе се присетам на моето преслушување, меѓутоа е едно прекрасно флуоресцентно наминување, односно премин помеѓу синилото и виолетовото и темните нијанси кои што провејуваат на самата обивка, а албумот го започнува Смарагд, кој што е во соработка со Калпазан и DJ MC. Започнува со едно мрачно пијано, што е основа за развивање на old school бит и бумбап, во кој што се напоменува 24/7 365, што би ве асоцирало на постојаното творење, но тука се реферираат убиствата на Ден во Просек, еден генгста рап концепт во поход за пресметка на преовладување на самиот терен, кај што се фрлаат тела во реки и во шума, пред да се семплува и самиот маестро Дейвид Линч, кој што говори дека таа е мртва и замотана во најлонска кеса, пред да се успори во ведното набројување за да се добие заумност во финишот на композицијата.
Опал е втората која што се наоѓа на ова издание, започнува со самиот рецитал, еден G-funk бит содржи во кој што римите се редат за нижење на туѓи жени, една прекратка композиција за да го добие се вкупниот замав, која што ја надополнува Берил. Кодоро Теодос напаѓа оваа композиција со спорадично темпо, со англизми, барем во честа употреба во неа, пред да добие надреални прикази со овие кошмарни сценарија во кои што навлегува, пред да се реферира филм на Пол Томас Андерсон со Филип Сеймур Хофман во главната улога, на која што говорителот не се сеќава на името на филмот, дали станува збор за Punch Drunk Love, дали станува збор за Магнолија, тоа останува една мистерија која што нема да ни биде одгатната. Само за да настане еден одличен пресврат со фрлање на битот во трап фазон, што одлично ја преобмислува самата композиција. Четвртата на овој албум е Аметист, трап бит за хитчето, условно кажано, на албумот со препознатлив рефрен, наменет за спонзорушите, односно станува збор за чаламење на еден богаташ кој што глуми дека е чесен, кој би експлодирал како во Акира, анимираниот филм. Егото е толку големо што би се напишало свето писмо за него. Значи едно воздигнување на оваа подвижна компликација и воопшто контрадикција од битие, рецитал за импресионирање конкретно на спонзоруши, додека подсвесно го бара своето минато, како што се потенцира во лириката, со одличен фейдаут на битот, што говори дека е прекрасен премин пред се прави од бумба во трап, што говори за сенаменскиот пристап кој што ги имаат 500 и Лупмастерен. Жад е петата композиција, започнува со снимка на телефонска секретарка за повик за real хип-хоп, односно се има потреба да се воспостави корелација со вистинскиот хип-хоп по овие две трап композиции, затоа што линијата нели е зафатена. Битот кој што се потребува е сличен на синтвейв сензибилитетот, дава простор за разлевање на римите, кои се спори со глупави стихови напишани озбилно како што се потенцира во лириката, во која што исто така се напоменува дека ликот чита Сендмен и употребена е семпл од поп песна од 90-тите или 2000-тите, не можам точно да ја погодам годината, која се разлева тематски на површина е за вистински хип-хоп, а всушност е за љубовна врска во која што ликот ја дави девојката, меѓутоа нежно го прави тоа. Шестата композиција е Топаз, која што започнува со разложен акорд на гитара и битче, додека се шепоти рефренот за неуспешната кражба, пред да се разлее семпл во трип-хоп манир со употреба на женски вокал во самиот епилог, а Obsidian е седмата композиција на ова кратко EP издание, која што започнува како оркестрација во еден нуар филм со спор бит во затвор се лежи поради лош рап, како што се напоменува, и настанува една пресметка со останатите рапери кои се наоѓаат во контраст на главниот изведувач, збогувајќи се со еден фейд-аут кој е продолжение на самото интро кое што го има оваа композиција. Албумот трае 16 минути, без никаков проблем би слушал двојно повеќе материјал од понуденото, но на соодветен начин ги пресликува пред се можностите за интерпретирање на хип-хоп во најразличен облик и манир кој што го воспоставува 500. Тоа што го барам од сите хип-хоп артисти е да го скршат битот на среде композицијата, да не дозволат на мрзеливоста да го пуштат на луп, да вози 5 минути, затоа што репетитивноста станува пред се досадна за секој слушател, што Loopmaster дефинитивно успева да го скрати, меѓутоа овој албум содржи 2 минутни композиции, така што не би можело да стане досаден и банален, иако тука има навика да се крши самиот бит на среде композиција, што е исто така за пофалба. Пред се треба да го следи примерот кој што е употребен во Берил, например, со битот, тоа на многу добар начин е спроведено на дело и треба да му стане едно од формулите кој што ќе
му бидат на дофат во иднина на Loopmaster N, на прав пат е 500 да биде еден од најинтригантните MC-а кој би работел на мрачен бит и треба само да остане да работи на автентичниот стил без да добие потреба од пастиширање и да се истражува пред се во тие мрачни домени на својата психа во која што има навлезено со создавањето на овој хип-хоп првенец, меѓутоа е интригантен начин на кој што подеднакво добро се снаоѓа и во традиционалните хип-хоп води, меѓутоа и во модернистичките премиси, односно во премините кои што ги прави во трип-хоп рамките, што е вистинска реткост кај нашите хип-хоп артисти, затоа што најчесто нели се држат или до едната или до другата варијација или сцена, кој што само се фиоки во кој што самите би се ставиле заради тоа што музиката нели трпи влијание од се што е преслушано до сега и нема граници во кои што може таа да биде зачувана или па складирана. Сепак сакам да слушнам поамбициозни потфати од негова страна, затоа што ова EP издание е пред се лична карта за неговите способности, кои што сакам да ги видам како се применети и на пообсежен проект. И го запознавме ликот и делото со овие тизери и трейлери за сето тоа што може 500 да го направи. Сметам дека наредниот чекор треба да биде и докажување на едно пообсежно дело каде што ќе може да варира неговиот стил на голем план и каде што ќе може да се искаже нели на поддетално и подлабински за одредена проблематика која што би ја разработил, меѓутоа сепак капа треба да се симне доколку уште еднаш се дрзне да направи концептуален хип-хоп албум кој што уште еднаш потенцирам се диаманти во кои што ретко ги забележуваме на домашната музичка сцена. За пофалба е пред се да се смелоста да се држи до концептуалноста која што има зацртано на самото дело, брусејќи ги пред се композициите, не варе се скапоцени камења и ќе ги впериме ушите кон овој артист во иднина и ќе внимаваме на се што ова Time Crimes групација ќе ја создава во продолжение со нивните творби и се надевам дека ќе доживееме многу албумски остварувања кои што ќе никнат конкретно од рамките на овој колектив, кој што ќе се држи до принципите кои што барем ги забележавме дека ги наговестува во нивното EP издание и се надеваме дека диверзитетот на звукот ќе биде составен дел од секое наредно остварување на кое што тие ќе соработуваат меѓусебно или па ќе биде составен дел како и овие солистички потфати на кои што ќе излегуваат, односно исчекоруваат надвор од рамките на самиот колектив, а сепак ќе бидат во духот на идеалите и принципите кои што ги заложуваат во него. А тука може да направиме и кратка музичка пауза и да слушнеме една композиција како најава, односно ќе ја слушнеме творбата Embrace, која што е составен дел од албумското остварување на Глигор Кондовски, односно станува збор за албумот Here, ја слушаме неа како најава, заради тоа што во продолжение по завршувањето на композицијата Embrace ќе ви говорам за преоснатите композиции кои што се кријат на ова амбиентално остварување. Така што во продолжение ја слушаме творбата Embrace. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 462 издание посветено на домашните албумски остварувања, а за самиот крај на емисијата ќе ви говорам за албумското остварување Here на Глигор Кондовски, односно станува збор за сестран уметник кој наоѓа секогаш начин како да ја канализира својата потреба за уметничката експресија пред се низ најразличните артистички облици, дали како професор по виолина, фотограф, режисер, сценарист, како и музички композитор, така што тој секогаш наоѓа начин како да ја долови неговата продуховеност низ некое од изразните средства кои што му се на располагање на овој тетовски уметник. Неговите претходни албуми со кои што јас сум запознаен се електронски
електронските изданија Crumbly Secret од 2009, Flown Letters од 2012 и Around the Bend од 2019. Предходно за Шарла го промовираше и синглот Gone и Embrace, а минатата година го издаде EP изданието Беседа, односно Life Improvisation, пред да го издаде и албумското остварување Here за Шарла. Што се однесува до неговата филмска кариера, тој ги има режирано кратките Never Know, До кога, потоа Постојам, Попладневни малини и I Will Just Sing и Белешка се последните, од кои што барем поголем дел се документарни остварувања од тие, ја што ги имам погледнато. Иако Григор изминатата деценија е препознаен по неговата електронска музика, тој прави исчекор со последните негови изданија, кај што се препушта на амбиенталната музика, која што делува како скор за непогледнат филм, кај што наоѓа место како да го вметне и познавањето на свирењето на виолината, евидентно на композицијата Embrace, која што ја слушате, меѓутоа не се подпира на исклучиво на битот на неговите дела, туку на создавање на чиста амбиентално со акцентирање на меланхоличните пасажи. Тој секогаш сепак не се отклонува од звучната легура на електронската музика, меѓутоа овој пат вклучувајќи го минималистичкиот бит во корелација со отсвиреното пијано и виолина, што прави еден спој на традиционалното со модерното, кое секогаш ми било интригантно за преслушување, затоа што има голем простор за поигрување со овие навидум комплементарни начини на изразување, но вештите композитори знаат да создадат ефективна синтеза помеѓу нив. Во албумот го започнува Метафор, кој што е композиција која што започна со аналоген резонатор на пулс, со алузија дека е уловен од самиот микрофон, кој што се користи како луп, со повремено истакнување на звуци кои што се напластуваат во позадина, станувајќи се погласни, како се наметнува амбиенталниот тек на звуците под репетитивниот пулс, алудирајќи на простројување на автопат или машинско потекло од кое што се извориштето, додека наслушнуваме и сентимент на виолина пред да биде проголтано од една резонанца од тишината. Phase Out е втората композиција која што започнува со електронска музика, односно сферични осцилации кои што се пресечени од елегично пијано и провејувачки пасажи од виолина, за да се образува брановидноста на оваа композиција која, иако се напластува со звук, не ја губи меланхоличноста помеѓу дистанцираните ноти, завршувајќи со етеричноста која што е воочлива од самиот почеток. Through Window е третата композиција која што продолжува со елегичното пијано и етеричноста, не во оваа композиција каде што се насетува можеби копнеш за разлика од претходната, иницирано дирките на пијано како и виолините кои се наслушнуваат од позадина, кои добиваат поголемо значење како се образува градацијата во текот на композицијата. Пијаното ги врзува нотите, нема толку простор за тишината да се разлее, така што малку се забрзува и самото темпо, како пролонгирано исчекување кое се наговестува со овој музички сентимент, пред да премине во своевидно вплотување во самиот епилог, совршено со натажени мелодии. Embrace е четвртата композиција која започнува со надоаѓачки бранови од електроника помешана со оркестрација, клавиатури и виолини пред се, кои што се истакнуваат со својата жаловност за засилување на емоционалниот набој. Тие преминуваат во преден план, но се присутна е брановидноста на течението и во оваа композиција со плиснување на интервали, додека ровари бит во позадина, нагласени виолини со стимнувачките пред се мигови се пресечени со електронско струење, за во оваа аморфна форма да добиеме и плима на клавиатури, додека не осамнат виолините на самиот крај. Path е петата композиција во која пролонгирано е напластувањето на таговниот звук, произведен од виолината, кој што во миксот се пролонгира и се напластува во форма на еден поплочен пат кој што го изодуваат во делото, медитативна и тавтолошка композиција. Шестата е Through Eyes, започнува со нагласен електронски звук, проследено од милозвучно пијано, надополнето со надоаѓачки слоеви на самата клавиатура, кои што се засилени со
одекнувачките виолини во самиот финиш, за да се оформи своевидно звучно крешендо. Here е насловената композиција од самиот албум, која што е седма оваа творба. Во насловната композиција повторно можеме да ги наслушнеме препознатливите агенции во амалгамот на синтеза на електронската со органската музика, кај што мелодијата ја наслушнуваме на клавиатура, како се бори да се пробие низ навевот на електронскиот бран. Условно кажано X-Files композицијата на овој албум, која што ќе се надам дека ќе имаме можност да ја слушнеме за крајот на емисијата. И осмата композиција е Gone, односно најдолгата на самиот албум за збогатување пред се на изданието, која започнува со спорадично милозвучна мелодија, која што може да забележиме минималистички пред се бит, која акцентира ритмиката, си ја зазема постапокалиптичната димензија на самиот албум, која треба да ја символизира недофатливост. Под капките на битот забележуваме тивок одек на виолини, пијано и струјење на клавиатури, како и напластување на дамнешни спомени, фрагменти кои несопирливо навираат и се губат, додека комплетно не исчезнат под брановите на заборавот. Албумот трае речиси 52 минути, преобемене, точно, доколку се земе во рамки на стандардите за популарната музика, меѓутоа во доменот на амбиенталната музика секако дека е соодветно времетраењето, затоа што тука се цели на оддишката и ослободувањето на простор за провлекување на мелодијата, која треба да иницира некаков сентимент кај слушателот. Едноличноста на мелодијата секако дека ми е голем проблем на ова остварување, но таа редундантност е својствена за амбиенталната музика, која бара процес на дополнителна дистинкција помеѓу композициите. Тука самата електронска музика ја има таа функција, можеби треба да се донесат пред се појасни продукциски решенија, во кои ќе се истакнат силните аспекти на различните елементи кои што се во игра во ова издание. Пред се ми се допаѓа елегичноста на неговиот израз и повеќе сакам да слушам амалгамирање на електронската музика со отсвирените инструменти, за тоа што би настанале размена на фрази помеѓу пијаното и виолината и еден пригушен бел шум во позадина кој ќе се напластува, како би надоаѓале новооткопаните спомени на површина. Сакам да продолжи да експериментира Глигор со разноликоста во формата и прекршувајќи ја пред се спрегата помеѓу електрониката и органската музика, што го кали неговиот стилски белег и повеќе изблици би забележал како е самото крешендо во Through Eyes. Никогаш не е на одмет да се вклучи дополнителен друг инструмент или да се даде некаков си акцентиран ритам на одредена творба која што можеби би ја одвела во една друга музичка клисура. На сите ни е потребна една авторефлексија, едно погледнување навнатре, за да можеме да согледаме кои сме и што сме, за да можеме да го восприемеме нашето постоење и да го најдеме нашето место овде и сега. Затоа од помош е и амбиенталната музика на Глигор, со која ќе отпловиме вечерва во ноќта, слушајќи ја композицијата Here, односно истоимената која го означува неговото ново албумско остварување. Со неа ќе го завршам 462-иот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои ги кријат тајните на универзумот. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а до наредното издание на Дансе Макабре слушајте домашна музика и останете вклучени. Чао, чао.